На 2 километри од градот, а воедно е споена со Кавадарци на селбата Глишич, со околу 600 жители, во која е сместена и старата индустријска зона на градот. Претежно нови градби, убави за око, а постепено се градат и нови. Навистина е чест да се живее во оваа населба, вела жителите, а како потврда на тоа и фактот што поимучните и оние кои важат за староседелци на Теквешијата се почесто градат индивидуални стамбени згради токму во оваа населба. Глишичани екзистираат и живеат радувајќи се на секој Божји ден, но имаат и своји проблеми. Глишич, приградска населба или градска населба со околу 600 жители. Сите од страна би рекла дека е убаво да се живее во Глишич, бидејќи се наоѓа на регионалниот пат Кавадарци-Неготино. Глишич е индустријска зона, но со кои се проблеми наидува жителите од населбата Глишич и што се би требало да се промени за навистина убаво да се живее овде, од разговорот со првиот човек на оваа населба или поточно председателот на Советот на местната заедница Јордан Коцев. Жителите на местната заедница Глишич се соочуваат со многу проблеми. Како прв проблем би го истакнал непостоењето на простори на местната заедница, како и непостоење на простори за клубот, спортскиот клуб Глишич. Како втор проблем би го посочил непостоењето на тротоарите Глишич и Кавадарци, што е како критично место, бидејќи има и многу сообраќајни несреќи и жртви на самата делница Глишич и Кавадарци. Во урбанистичкиот план на град Кавадарци влезена и населбата Глишич. Предвидено е да се градат тротоари. Каде е причината што воопшто не е започнато со оваа сделка? Па причината не знам каде е точно. Само јас пред 2 години сум запознат, бев кај градоначалникот на општина Кавадарци и тој обеча дека ќе бидат изградени тротоарите во најкус срок. Ама до денеска нема никакви резултати од тоа. Велите дека немате простори за обавување на основната дејност. Луѓето се ги бараат своите потреби за издавање на потврди, за издавање на посмртници и многу други работи. Како всушност работи местната заедница? Со оглед на тоа што Глишич е индустријска зона. Има доста простори од поранешното Еуро или Мепос, тука авторемонт, шумското стопанство гор. Дали сте разговарале со овие предпријатија за да ви излезат во песен? Па види, досега на таа тема не е разговарано директно со предпријатијата. Едино со Деспина 2000, со господинот Ристо Камчев. На неколку пати е давано помош за клубот, спортскиот клуб Глишич, а додека за простори не е разговарано со другите организации. Во Глишич постои и основно училиште. Тоа е сместено во самиот регионален пат. Дали може да се направи нешто да се дислоцира од овде, бидејќи сепак опасноста е голема по животот на најмалите? Па види, со надлежните институции во општината е разговарано на таа тема и пред 1 година имаше пуштено кредит за За изградба на ново училиште? Не за изградба на ново училиште, него за реновирање на старото училиште. Некаде на околу 150.000 марки беа пуштени, но ние како жители на ова местна заедница не се сложувавме да се изврши реновирање, него да се изврши локација, бидејќи постои таква локација и урбанистички она зацртан за изградба на основно 8-годишно училиште, но бидејќи општината нема такви средства, тоа така се стои. Статус кво.
недействувањето на работната организација Комуналец, бидејќи доваѓаат само белешки за наплата на вода и ѓубрерина, додека улиците се запоставени и не се мијат, барем после големите снегови и поплави, да дојдат еднаш да се исперат улиците. Исто така има доста улици кои што не се направени, а бидејќи ние сме во состав на градот, одвојуваме придонеси, а тие придонеси никогаш не се повраќат во местната заедница Глишич. Колку пати јавното предпријатие Комуналец, колку денови во неделата доаѓа за исфрлување на смет? Па еднаш неделно доаѓа, така да за зимно време може доволно, а за летно време тоа не е доволно. Дали воопшто некојаш и се мијат улиците? Не, никогаш не се мијат. И препорачуваме барем после дождот, кога има наноси од земја, тогаш барем еднаш, два пати, најмногу до 3 пати да се мијат барем годишно. Жителите. Што мислите, кој е еден од приоритетните проблеми во Глишич кои би требало да се промени? Па јас и повеќето жители од Глишич исто го мислиме дека меѓу најголемите проблеми не е школата. Затоа што од другата страна на улицата е сега и улицата е тука и плюс бензинската и ако може нешто да се измени за школата, да може да се премести или да се најде некое решение, да не одат мајките секој сабајле да ги водат децата. А тука учат најмалите деца до 4-то одделение и мислам дека тоа е еден од поголемите проблеми што го имаме. И сега друг проблем е секаде, тоа не е само во Глишич, невработеноста, немањето на пари, тоа сите нас немачи, не само тука во Глишич, и во Кавадарци, и во Македонија и тоа ни е најголем проблем. Во Глишич постои работи основното подрачно училиште Тошо Велко Пепето, во кое основите на образованието го добиваат најмладите жители, но неговата местоположба е вистинска опасност по нивниот живот, со оглед на тоа што детската палавост не води сметка за фреквентноста на сообраќајот на регионалниот пат Кавадарци-Неготино, кој поминува во непосредна близина. Појава која многу често е причина за човечки жртви. Изгледи за дислоцирање на училиштето постојат многу мали, велат жителите на Глишич. За секаква критика е и негрижата на глишичани за депонијата на ѓубрето во училишниот двор. Зарем никој не може да претпостави што се може да предизвика човековата негрижа. Природата дарува, а само човековата алчност и негрижа може да го уништат она што природата со векови го стварала. За жителите од Глишич посебна гордост е Бадевата чешма, чиј извор е на ридот над населбата. Велат овој извор постои над 200 години. Гледате изворот на селската вода што е Глишич. Ова е многу одамна. Јас сум 46 година, како дете, едеа низ врнени кога си игрееме. Беше убави кралчиња, бурчиња, имаше некои трави убави. Ево, гледате, да сето е исечено. Од кој е исечено, како е исечено и кој треба да заштите. Може и нитко сме малце криви, што не сме посетили тука да го гледаме како се сече. А се жалат селаните, и како и јас исто се жалам што го уништим ова сето. Това е природа на народот. Чист ваздух, сега го збориме пред телевизија и према јавноста дека треба да имаме чиста град и ваздух чист. По последните години, назад 10 години може да речеме и 15, почна да се сече вода. Пред тоа беше здраво, убаво беше природата идеја, почна да се сече и го уништиме тако. Исто за водата. Ова е природен извор. Природен извор е. Тука од оваа вода се воде беше по прост канал, мислам, како да се источуваше водата и селаните тоа пред
100 години или 200 години, не знам точно колко е, направени со плочи. Нашата местна заедница пред 10 години, 15, може и 10 години, тук негде, се желаме до събранието ни даде цевки, пластични цевки, кои изводиме селската вода со чиста и убава вода и до ден днеска се служиме со таа вода. Али в последно време некој имаме спор со таа вода, со населението тука над 1991-1993. Спори имаме, човеци се свана и го отфрлиме тоа. Имаше исто да заштитиме секоја вода, како ние, како граѓани, населба Глишич, ставиме железна порта, која беше заштитена, да не влева стока, да не се пробва некои непотребни, да гледате сега, таму има некои алат, камења. Тука слушам дека не сум видел јас, слушам дека некои си и по говеата, со вако речи го за вода пиење, па го заградуја, па вода немаше у селото, па стопира да се напане. А дали тие некои знаат дека оваа вода од овој извор се користи се уште за пиење во населбата Глишич? Па нормално, тоа се служи. Се пие. Ден денеска има луѓе, стари луѓе кои што стварно пијат оваа вода. Иначе има хлор, не сака да пијат, што дам така на организмот, и од това пијат. Меѓутоа, ја гледам дека тука и кучиња пијат. Има кози, колегата каже дека имало кози, крастави кози кои што пијат. Тоа е зараза. Ја не знам како ќе го сванеме ова. Некако треба да се заинтересира некој. Дали сте побарале од надлежните во собранието да се заштити овој извор? До 93 година стално бараме. До 90. После тоа 90 година се изуме. Мислам, нема на кого се жалаш и носнам тоа и оставиме. Ами имаше и полиција дојди, која полицијата исто на лице место тука. Го види тоа, имаме у собранието, внатрешни, за заштита на вакото, сегде даваме молби, дојде еднаш рекоа, че свршиме таа работа и ништо не свршија. Ништо. Не свршија со тоа обичање, ништо само не услужија што направиме цевки што ни доа и водата се да тераме да пиеме чиста вода. А овако начин пак гледам дека не е уредно. Не е уредно, пак. Затоа дека треба да биде затворена и се најдобро. Во наша општина постои и завод за здравствено-епидемиолошка заштита. Дали тие доаѓаат да земат мустра, дали оваа вода е исправна за пиење, сепак се работи за здравјето на жителите? Ја имам слушнато дека негде около 82 година има земена вода за пиење, имат анализа направено дека е таа стварно исправна, чисто за пиење. Од 82 година навеќе, не знам, нема дојдено никој. Немам слушнато за тоа, иначе. А сепак таа се уште се користи? Се користи, има стари луѓе кои што пијат. Ама и ние ја користиме. Ние кој нема вода, кој немаме вода, градска вода и од неја се користиме, што да правиме? Некои се од бунар, некои од ваа вода, погорни, горните мала, нема таму бунари и си користи од ваа, за прајање, за пиење, нормално. Што ќе прави? Еве 2 дена дефек има мреашта и што да прави? Мора да се набави со вода, мора да пие. А сега дали се прелива таа вода, мислам заради заштита, секој си има свој начин за водата како да ја прочисти или да употребе. Некој што ја има употребено и не ја прелива. Ако тие што го стра, ќе прелива водата и си пие од таа вода, што да прави? Мора да живее. Не знам каква работа, Кавадарци апсолутно не е заинтересован за ваква работа. Кавадарци ваде, мислам, ние носиме вода 40-50 км, а ни 500 метра не можеме да чуваме. Тука нешто не го е вода. Само тоа треба да се види според тие органи кои се за заштита, како се вика, еколошки, што ја знам.
Това сега е скоро сечено, другари. А вака имам повече, гледай, ето там има. Едно го намо пак е сечено. Сега това едно го долу пак. Сега това скоро сечено, това е пред неделя може да е сечено. Повече няма, го гледам зелено го. Гледам kako се гледа. Не само това, бе. Има много има, другари. А това е щета за самият население и за самият град. За самият град. Ние сме исто како у града живеем. Кавадарци, Глище е споено и това е нормално. И за ни му е потребна оваа шума. Може младинта тук да иде летно време, ще викат, ако беше убаво, деца идея от Кавадарци, тук да си играем. Много убаво беше, сето зелено беше, немаш ни джубре, немаш нищо. Ето там по-долу този извор, там беше за вакото, що е за войската, 47 година, кога е войската правена. От тук войската с вода се набиваш. Немаш толкова Кавадарци вода, мислям за Глишич и войската. От тук тази вода потребеше, вакото рече го войската и се служеше и за храна, мислям за да се прави ядение, и за перална, и за войска да се баня. Все до тук тази вода се служеше. Исто беше и вие як извор, ще го кажа. Пред това беше много як извор, сега го няма. Все се трупа и това трябва да се прочисти, да има по-яка вода. Добре. Това е щета. Да сами от... Ели тук, не само това, погледни да кажа. Ако пресече, тогаш ми е криво. Ако оно сувото, що е от една страна, да го пресече и чисти, това се вика еколошко чистение убаво, барам да има природа. А оно само зеленици, тук сечено, дрва варели, па сечено, па тамо. Това е стварно невероятно нещо. Я не знам защо не преземат такви мерки. Ели да погледнем там, да видим нещо има направено, то е сето у фондо. Все е изсечено. И кучи, и кокошки, има кози, крастави кози, има не друго, крастави кози. Они серат, мочат, тук се тоне. Тая вода тоне. Кај оде? Па оде у изворот. Това не може така да биде. Сега водата е възгръж обем от изворът, гледате водата, си е чиста. Сега тук е чиста, ама горе, гледам дека е чиста, а дали е чиста, това не го знаеме. Затова дека не е изпитана. Не е изпитана вода, дали е чиста. А главно извор, това чешма се пънеше, пола цевка беше вода, доволно вода. Но тук беше тук чешма първен, поради човек си направи куче, я изведи мозгра вода, да не му сметаме човекът. От и преко двор ми минеше, я изведи мозгра. И вода беше тук сето поздръма, баба беше, жените тук вода си панея. Дали некојаш памтите ова чешма да пресушила? Не е пресушила никога, само ти викам 85-86 година, кои имаме проблеми со горе со населбата. Тоа не употребува тамо за стоката за пиење, и они немаа вода. 92 тука негде, и они имаа проблем, немаа вода донесена од градот. И они со црева и пуштаа водата и ја кинеа. И ние се желаме. Много пати горе до собранието, во внатрешни, барем јас од 20 полицајци беше, мислам, заедно горе, видоме извор, како правя штета. И се тоа, сега за сега, нема проблем. Водата си иде слободно и селаните само горе што се населбат, и они немат проблем. Затоа дека некош, кој не беше цевки турени и течеше по овакото, и куќи му имаше вода унатре. А сега е добро. А ваа вода, еве ги децата гледате, видеа си играат на продајница летно време си играат, си изпот и тук чизе час не пие вода. Вреш, а потребуват уши човеците за... и стар човек, видеа него го гледаме него тук, пита го него, дали го потребува. Чиче, колку години имате? 70. За оваа чешма постои од кога памтите за вас? Да, постоеше, ние тук беме само, ние си дојдоме, кога си дојдоме 6, але... Постоje чешмата од векот, постоje тук си имаше една плоча баш кинија беше, како викат, плочата беше кај него и пишеше Бадерска чешма. Бадерска чешма, пола таму текла волната, како... И дали пиете од оваа вода? Зошто да не пиеме? Оваа вода е за... Јас со пио вода и у планина, со пио и вода и оваа. Планинската вода се е за планината, ама оваа вода се е за тука поубава.
И до ден денеска пиете од оваа чешма? Од два пием, јас опарезиран, од десната страна јас да не можеш да пием на вода ми беше тешко, да ми беше ладно, да можеш да проработувам се пред да осети долу. Со парезирани за тоа. Ме е поблага, ва е поблага вода. Полесна. Полесна за стомак за проработување. Го напуштаме Глишич побогати со уште едно доживување, но глишичани им посакуваме добро здравје и решавање на нивните тековни проблеми.